јавност, почитувани медиуми, денес зборуваме за предлог на закон за вршење сметководствени работи, кој што беше разгледуван на Комисијата за европски прашања. Предлог законот е со европско знаменце под изговор дека се усогласува со ЕУ директивите, но наместо тоа и олеснување на работата на сметководителите предвидува дополнителни трошоци, обврски и контроли. Комората на сметководители кажува дека законот и законските измени повторно се носат во процес кој е нетранспарентен и неинклузивен, за разлика од изјавата на владата, која што кажа дека предлог законот се заснова врз начелото на непристрасност, независност, транспарентност, стручност, професионалност и законитост при вршењето сметководствени работи. Исто така, Комората кажува дека во фаза на подготовка законски решенија мора да постои подобра координација меѓу сите надлежни институции, особено меѓу Министерството за финансии и Управа за јавни приходи. Условите и критериумите треба да бидат прецизно и јасно дефинирани, за да не оставаат простор за различни толкувања и конфликтни ситуации меѓу засегнатите страни. Овој предлог на закон е донесен во 2012 година со цел уредување на условите за вршење на сметководствени услуги, формирање на институт на сметководители и овластени сметководители. 2019 година Министерството за финансии предложи нов закон за вршење на сметководствени работи, но по бројни реакции од фелата и одржана јавна расправа на седница број 47 на Комисијата за финансирање и буџет, истиот не беше донесен. Надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за вршење на сметководствени работи во моментов врши Министерството за финансии. Со новиот предлог закон се формира нова институција, Совет за унапредување и надзор на сметководствената професија. Најспорно овластување кое го има Советот е согласно точка 2 од член 5 став 1 од законот, која гласи: иницира контрола на трговци поединци, сметководители, трговци поединци, овластени сметководители и друштвата за вршење сметководствени работи до институтот. Дополнително во точката 7 од истиот член се предвидува Советот по потреба да учествува во постапките на контролирање на друштвата за вршење на сметководствени работи и трговец поединец сметководител, односно овластен сметководител. Со формирање на Советот на унапредување и надзор на сметководствената професија се потребни финансиски средства кои ќе се обезбедат од буџетот на Република Македонија, а со буџетот за 2022 година нема предвидено средства за институција со овој назив. Сметководителите долг период чека уредување на нивната професија, соодветно вреднување на трудот. Уредувањето на професијата се очекува преку соодветни законски измени и акти со кои јасно ќе се одреди степенот и видот на образование кое треба да ги поседува сметководителот, бидејќи станува збор за исклучително важна професија. Што добија е друго, добија административни ограничувања и нефункционални организации кои не го штитеа нивниот и економскиот интерес на општеството. Во однос на вреднувањето, односно на доместоци, чланарина и високи давачки за некакви континуирани усовршувања не добија ништо. Сметководителите заслужуваат и тарифни кои одамна го бараат, каде ќе се одредат минималните достоинствени надоместоци за нормален живот. Со овој закон, наместо да се олесни работата, се бирократизира со воведување на уште едно тело, некаков совет, контролиран од владата, кој е натовар на сметководителите. Замислете сега, дополнителни 5% од буџетот на институтот треба да оди во џеповите на членовите на Советот, а која е придобивката за сметководителот нема, за Советот се знае. Дополнително, наместо да се дава лиценца на професионалци,
со сметководствена образовна основа се дава можност и со недефинирани бизнис курсеви да се води толку важна економска дејност. Тие го кажуваат ова надри сметководители кои што не ги прифаќаат. Вие како проевропска влада носите вакви закони, тргни застани, влада во која што се носат закони само за интерес на политичките икони на власта. Бојан